Ниту еден чекор не е направен за намалување на аерозагадувањето, нема ништо од гасификацијата, ништо решено со сообраќајот, нема нови зелени површини, нема мерки и решенија. Уште една година без резултати во проблемот со загадениот воздух. Екологистите предупредуваат дека оваа несериозност скапо ќе не чини. Доста е, велат, советувања, годинава мора загадувањето да биде приоритет. Не знам кога треба да звони алармот за Македонија да разбере дека климатската криза е убиство. Значи, и ке ни кошта многу. Ние секогаш за нашите неуспеси како држава ги обвинуваме другите. Значи, секогаш ни се криви Бугарија, Грција, Србија, Албанија, не знам кој. Значи, но ние како држава не сме успеале никогаш да изградиме еден сет вредности за да бидеме и ние поносни на тие вредности и да работиме нешто за самите нас, не за Европска Унија, не за другите. Периодот во Тетово, особено навечер, едва се дише. Градот се чини е прекриен со чад. Граѓаните ниту паметат дека нешто е преземено, ниту имаат некој надежи дека властите годинава сериозно ќе размислуваат за проблемот со загадувањето. Ако има малу совест и све и грижа, треба да направи све оно што треба да биде. Дали до сега сте задоволни што е се направено за намалување на загадувањето? Не. Ништо не се презема. Ова е коледе, тебе да има тоа, пар, не пар. Инако ќе тркнемо сите, ова да знаеш. А општина, се подна ѓубрена. Иди да видите. Тоа е домашна култура. Бадијала зборење, бадијала викање. Додека се редат само ветувања, народот веќе го плаќа данокот од загадениот воздух. Последниве години енормно е зголемен бројот на лица, и деца и возрастни, кои имаат белодробни заболувања, односно проблеми со дишните патишта. Додека се апелира дека ни треба здрава нација, ние само успеваме неславно да се прославиме, како држава која е меѓу првите во светот по загаденост.